Ова лето ќе се патува без сертификати за прилежан ковид, како и без задолжителен негативен ПСР тест. По Грција, мерките за влез во земјата ги укина и Бугарија, Албанија и Хрватска, а од утре може да се патува без сертификати во Србија. Земите ги олабавуваат мерките, но нов удар за туризмот е војната во Украина. Хотелските капацитети кај нас се соочуваат со откажување на аранжмани од европските земји, што може и да се смета како показател дека и покрај тоа што пандемијата стивнува, можеби ќе изостана странските гости. Добиваме многу откажувања од, да речеме, странски туроператори, например од Полска се намалени драстично бројот на резервациите. Исто така од Холандија се одложени на еден месец од едниот туроператор, а на 2 недели од другиот туроператор. Значи, тие ни се показатели за странските гости. Минативе неколку дена можевме да видиме автобуси од Србија, Црна Гора, Бугарија, па и Грција. И тоа е еден добар позитивен знак, со оглед на тоа дека и таму ги тргнаа сите мерки. И тука дека и ние добиваме дел од нивните гости. Дека македонскиот народ е желен за патување покажа и сликата од српската и грчката граница за време на продолжените викенди, пред рампите колони на возила како пред пандемијата. Само оваа година ќе се летува поскапо. Например, за сместување во приватни капацитети во Грција цените се движат од 50 до 150 евра. Гирото се продава по 4 евра, а вочинија достигнува и до 7 евра. За шолја капучино во Грција ќе платите 5 евра, а пиво 4,5 евра. И не само во Грција. Поскапо ќе се летува и кај нас, со оглед на ценовните шокови кои се случија како последица на кризата. Сепак прогнозите се дека ќе биде поевтино отколку во регионот. Секако се очекува поскапување на секаде, со оглед на тоа дека се излегува од една криза и се борат за еден гостин повеќе. Со оглед на тоа нели рековме дека поскапувањата ќе се десат, но ние никош нема да бидеме исти во цена или блиску до пример една Хрватска или една Црна Гора, па и со некои делови на Србија. Значи, ако спомнеме скијачки центри во Србија, како се и скијачки центри во Македонија, далеку сме од тие. Како последица на коронавирусот, туризмот беше една од најпогодените гранки. Туристичките работници во бројни наврати бараа помош од властите за да можат да опстанат. Во моментите кога пандемијата стивнува и рампата за влез без сертификати е крената и за во Македонија, секторот допрва ќе треба да ги калкулира последиците од ценовните шокови и руско-украинската криза.